cowboy went riding out one dark and windy day. He rested as he went along his way, when all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw plowing through the ragged skies and up a cloudy draw. Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky, for he saw the riders coming hard and he heard their mournful cry. Riders on the storm, riders on the storm. Куманово, Куманово. Град познат по добра храна, по убави жени, по добри забави, ама познат е и по одлични автомобили. Денеска сме заедно со нашите пријатели од Deluxe Auto, на прошетка низ Куманово. Одлични автомобили, морам да признам, Шкода, Volkswagen и Seat. Денеска возиме и Ауди. За оние кои што немаат доволно средства да си купат ново возило, секогаш има на располагање и одлични половни возила. Ова е Ауди 5-ка и искрено иде како подмачкано. Супер ќе се вклопи во подмачкувањето на разговорот со нашиот денешен гостин, кој што е еден од најголемите македонски поеми, главен фраер во Куманово. Но пред да се сретнеме со него, ќе се прошетаме уште малце со колата, а кој сака да се купи нова или половна, слободно може да дојде во Deluxe на обиколницата од Куманово према Свети Николе, да си разгледа, има за сечиш джеб и после како мене да се ужива во вожњата. Времево како да плачело за гости. Евене во Куманово, град на кумани или синооки. Чешит народе за кој велат дека води потекло од номадско племе кое стигнало на овие простори од Азија. Од тука кумановскиот табиет од мудри шеги и опасен кумановски шарм. Додека дождот лие, што би рекле овде, вруча вода врие за изворите на Кумановска бања. Во Кумановскиот крај, во минатото имало повеќе минерални извори, студени и кисели кои служеле само за пиење, и млаки за пиење и капење, но во секој случај чудотворни за живци, или овде за живце. До крајот на 19. век, оваа вода истекувала во еден јаз и се мешала со речната вода. Околу историјата на уредувањето и нејзината популарност се спомнуваат повеќе инвеститори. Од потомците на Мустафа Бек Киевски, извесен капетан Катич, кој ги подигнал првиот базен и чешмата, потоа следи спорот со баба Лена, па и уште многу други заинтересирани играчи за вруќу воду. По ослободувањето, општината си ја земала под свое, ги уредила базенот и околината околу него и ја популаризирала бањата која служела и како лекувалиште и како излетничко место, зад себе оставајќи убав спомен од нејзините златни денови. Водата лекува психички, нервни, кожни, стомачни и женски болести. Денеска бањата е реставрирана и приватизирана, а со водата од чешмите во близина си тече и традицијата, кој ќе помине да си наточи бардак здравје. I never meant to call you in your sorrow. I never meant to call you in your pain. I'm the one who wants to have you laughing. I only wanted to see you laugh.
rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Охо! Куманово си врне дожд, планот Ани се расипа, пада киша доле во Куманово, но затоа најдовме ние план Б, а тука не чека нашиот следен гостин. Идемо. Идеме? Добар ден! Ајде, среќен ден, добро Како дојдовте. сте? Ако немате план А, ќе дојдете у план Б, ова е најубавиот план што го имам у животот. Добро Бога ми. дојдовте во Куманово, срцето на градот и сето убавина на едно место. Значи, од Занечискиот дом, изнеден 29-30, архитектот е Антонов, рускиот архитект, значи, Како авионот. како авионот. Антонов, општинската зграда, нашиот Батко Ѓорѓија, познат опеан во многу песни. Он е не историски лик, он е измислен, односно, али многу песни се отпеани за Батко Ѓорѓија. Добро. Све што ви видее убаво сака да е негово. А куде Тумбу, И куде, куде? куде Тумбу и 4 бандере, оделку не се види. Али Појдемо ли до... Ќе па ајде да ви покажу куде е тој. Значи, не биле 3 бандери, него 4. Не биле 3 невесте, него 2, затоа што тоа е треќа гледала. Значи, увек има некој кој треба да гледа. Добро. Значи, кажави, преко пута наму, каде што сам работаја 12 години, ја, да, од 79 до 91, тој сам работаја, не сам почнаја одма да поју. До... Продаваат, шеф на конфекцију и док не почнаа у театар да глуму, после ќе ви докажу како што. И сега овој што идемо туј, баш на тој место, со тие 4 бандери историски и тај тумбарка или тумба е била одма до бандери, затоа се викала куде Тумбу и 4 бандери. Не биле 3, значи не може да стои. Ќе швенкне колега сега натаму, Швекне од мајсторе. 40. И еве ги 4 бандери во модерну верзија, ова тие како Айфелово кул. како нов рок-н-рол. New Wave. Така и да Куманово е познато по смокатницу, од овој нову градбу послератну. Како Иначе, беше на Домот на културата? дом на култура Трајко Прокопиев, да. 70-тите години направен од нашите сограѓани, собирале пари, само допринос, и го направиле Домот на културата Трајко Прокопиев. Е сега, заштитен знак исто на Куманово е и познатата Соколана, која ќе ја видиме подосна, каде што се одржувале игранки, чајанки и турнир, најпознат е во зимскиот турнир во кошарка, кај што доаѓале од нашите кошаркашки клуби, работнички, Куманово, до Црвена звезда, Партизан, познати имиња, да кажеме Славник, познатиот има почната кариера играјќи тука на зимскиот турнир во кошарка во Соколана. Прав домакин си. Па сега не знам ја Ке кажа. едемо ли? Па ја мислам све што е по протокол. И сега на куде Занатски па да кажу, пошто Ајде. тој е срце на град, дека у Занатски, пошто е возобновен и обновен пред 4 години, Извини, швенкни мајсторе. ете, Занатските е убав, како Нотр-Дам, тако некако ми делуе. Тој су, значи, наши канцеларии на Фондација за култура и спорт, каде што сум ја директор, и моите вработени. Формирани сме од Општина Куманово, значи од Советот на градот и градоначалникот. Во оваа прилика ги поздравам, посебно градоначалникот Максим Димитриевски, кој ни дава сестрадна подршка во реализација на програмата за култура и се она што е дејност на Фондација за култура и спорт и секторот за култура. Значи, јас сум још вработен у општину, тој да знаете, Како? како директор на Како Фондација за култура и спорт. Добро. Па и спорт има, сигурно. Мано и по спорт познат. Тако е. Мило ми е директоре. Тако е по српски, а тако е по Тако кумановски. е. Да пазам на акцент. Да, Добро, добро. зашто вика, има бурек и има бурек не е исто. Да. Така знаеш, или за јогурт од бучен коđек. Не, ако не су спонзори. Да. Ќе појдеме ли кај Батко Ѓорѓија да го дзирнем? Па еве га Батко Пред да Ѓорѓија, одиме тој во е наш пријател. Се е тука во центар. Се е центар, све е нам еден квадрат, а толку убави људи. Да. Да. Батко Ѓорѓија е споменик кој
го краси градот 20 и повеќе години. По одлука на Советот на градот, како заштитен знак да не кажам, но опеена и реков во многу песни и Батко Ѓорѓија. Сега измислени или вистински? Измислен. Тоа е синоним на мајтапчиство, на шегобиење. Постои фестивал Тумба Фест, нели, на шегобиени песни. Дека бил нели од Младо на Горичани има една варијанта. Не, сега тоа е инаку не постоел ликот. Семејството Прокопиеви имало некој батко, тоест Чичко Ѓорѓи кој што бил. Тоа е тумачење, по мене ликот не постоел. А ако се копа, знам дека за Јовка Куманов постоела како Јовка Куманов, како пејана во познатата Прошета се Јовка Куманов. За ова немам такви податоци, но ако си покопал подлабоко, може би си наш. Има нешто. И верувам и во тоа дека има од некој лик кој бил автохтон лик, па од него е изведен или направено за Батко Ѓорѓија, он не е урбан лик кој вика волови и маја и бие на Горичане, онда не е он е рустичен тогаш тип, не е од градската провиниенција, во смислу на градски боем, тоа сакам да кажам. Да. Умреа Батко Ѓорѓија. Да. И пишува, авторот е Русијан Доновски, да, и вика све што видее убаво, све сака да е негово. Тамаќар бие. Тамаќар, Да. Сум го заборел тоа. Да, тамаќар. Донеси вино, уште 2-3 тури и само нека свира. Моите тамбури. Чумо издание на Мастрав Муавет, ќе ги спуштиме маските. Маске су пале, вика се по српски, али паднавали маске. Па кој некоја паднава, ама шала на страну, опасно е. Да, тоа не значи дека не треба да се чуваме, не треба да се пазиме. На сите ја прелегаш, разбрав и за тебе. Да. 2 месеца, да ќе кажеме, имаме имунитет, но заради нашите блиски и за сите требаме да пазиме, да ги почитуваме дистанцата и се она што е пропишано и да пазиме, бидејќи тоа маски су пале, ама не треба да паднат, мора да се чувамо и да бидеме коректни. Ово е нашиот занатски дом, пишува 30 е, да. Значи уште малку 100 години ќе има, уште 9 години. Инаку градот Куманово, знаете дека прослави 5 века. Да. 1519 датираат првите писанија и дефтери на Евлија Челебија и значи прославивме 2019 5 века на град Куманово. И тоа како Куманово. населба прво. Па после се формира град, така населба, сигурно како помало населба или град. После војната сите градоначалници на град Куманово се ставени како татковци на градот или председател на градско собрание, па после се како градоначалници од негде 70 и некоја година. Инаку обновена и возобновена со помош на UNDP и општина Куманово одвојаат средства и ова го направи навистина како храм на култура, каде што има манифестации од ликовна дејност, изложби, помали камерни случувања, музички, театарски представи, една прекрасна сала за тако видна случување. Да. И by the way, апропо муабетот. Матично ли? И матично. Венчамо, само не развенчуемо. Јас треба ти честитам. Па, Така? кај ќе дојде 2 август. На 2 август? Тука или каде? Ќе видиме тоа. Ќе го споделиме. Само тај улога, ако сакаш, се зависи кој улогу сакаш да го имаш. Ако си младожења, тој ќе седиш кумови, ќе дојде. Ова навистина го викам, храм на култура, таму е дом на култура и има во овие 3 години навистина прекрасни манифестации
промоции на книги, на DVD изданија, во делот на ослободување на град кој има чествување 11 ноември, реков промоции на документарни филмови, така да негде капацитетот е околу 300, заедно горе со балконот. Ние не ја наплаќаме салата, немаме профитабилна и фондацијата како таква не е профитабилна. Можеме да се пофалиме со активност, сега покрај корона нормално има други нормативи и не може повише од и од Центар за култура и овде од 5-60 луѓе да се појават на настан со сите дистанци, 2 реда, 2 метра и заштита, сета она што е предвидена од... Како се справувате со короната? Кои се предизвиците во ова време? Па знаете како, ние за лани може да се пофалиме во сите тие премрежија и тешки времења кои се уште траат, дека не можехме да чекаме 9 месеци ништо да не работиме и народот да биде под стаклено звоно, но се одваживме и манифестации кои се надвор. Рома Труба Фест, една од погабаритните и финансиски и овака, во 2 вечери, Тамбурашкиот меѓународен фестивал 16-ти поред, ова година со Господ напред 17-ти, фолклорните фестивали и промоцијата и настапот на хорот Света Злата Меглинска и во Старонагоричен и во Куманово, во црквата Свети Никола, со запазување на сите протоколи кои беа пропишани од здравствените организации и луѓе задолжени за тоа го испоштувавме до крај и можеме да бидеме репер, терк или урнек како тоа треба да се прави. Навистина можам да ги пофалам и сите вработени од општината, што еве во делот на културно живење успеа тоа. Ние можевме да кажеме не, имаме забрана, нема да го правиме, но еве смогнавме малку и храброст и одважност да го направиме, да народот сепак има, туманот се вика мезе и таков дел да има, да народот ужива во делот на, пошто надвор е малку тоа порелаксирано кога е надвор, знаете. И во тој дел ние направивме и Ден на град го направивме во Центар за култура, Сечената академија, а се она друго што не можеше да се направи, ги одложивме маскен балот и тие погабаритни, односно со повеќе број на да кажеме ученици или луѓе. Ги оставивме за оваа година, па со Господ напред чинам дека ова условно лудило ќе помине и дека со вакцините и се што следи ќе се намали барем бројот, за да може малку послободно да дишеме и да ги правиме овие манифестации. Куманово е слободарски град, нели? И многу гледат позитивно на короната и покрај сите проблеми кои што се соочува градот. И имам доста пријатели од Куманово и сите се некако позитивни кон короната, значи не го гледаат од некој негативен аспект, терат понатаму во животот. Како вие гледате на... Па не треба тоа со глава во зид или со инает, или пркос. Куманово е слободарски град, Куманово е црвено Куманово, Куманово е Куманово во срцето. Куманово има со што да се гордее во сиве овие години и навистина еден слободарски народ со слободарски дух, со свое мислење, со свој став и се кумановци се обаља се с корону и мислам дека ќе успееме прво сами на себе да си помогнеме, не фрлајки прашина во очи дека некои други се криви. Сами сме си криви за некои работи, ако не ги се повинуваме на одредени нормативи кои треба да ги почитуваме. Тоа е основата. Инаку градот како таков направи многу и се уште прави за заштита на своите граѓани, односно сограѓани, од градоначалникот Максим Димитриевски до советниците и советот со одредена помош што ги дава на загрозените лица, до средства за дезинфекција, до маски, до ракавици и се она што јас го знам, ако знам бидејќи работам во општината, и треба да се навистина даде сиот респект и почет пред се кон здравствените работници, без кои ја бев у таа позиција да видам што све работат за нашето здравје, и тука треба да бидеме навистина внимателни, да не ги повредиме,
а ќе ги чуваме ако себе се чуваме, они да имаат помалку работа. Еве, тоа е мојата една, ако може да кажам, порака, бидејќи навистина тие луѓе се трудат многу околу нас. Ние може да збориме за систем, добар, недобар, но ако самите си помогнеме, ќе им помогнеме и на нив. Реков дека кумановци се мајтапчи, знаат да свртат на шега, и ја ако кажам дека ја победив короната, само со таа една добра мисла. Бидејќи ако влезете во некој даун, ако влезете во мисла туго што ќе биде, како ќе биде, готово. Многу тешко ќе пребродите таква работа. И никој не може да каже фингирано, измислено, знаеш, постои тоа и со тоа треба да се сложиме дека е тоа така. Да не правиме дека некој не го направил, дошло, не знам, од Кина го направил ова, заговори. Тоа не го бива, викам кумановци. Него да се соочиме со реалноста и пак ќе кажем, еве, сега овие денови знаеме дека тоа е во ескалација и да се направи без сентименти. Париз ќе биде затворен еден месец, у Мелбурн не знам колку. Мора такви рестриктивни мерки да постојат. Не треба ја да ги измислам. Ние сме на 4 метра дистанца. Ние сега више сите ги протоколи ги не знам колку пати со рацете сум направил дезинфекција. Бога ми, толку алкохол не се испило колку што се внело преку раце. Да, више суви со руке. А сува е душа, пошто поеше ракија за раце, него што ставаме. Ќе го подмачкаме, после ќе видиме, само уште не знам каде ќе одиме. Ќе ми кажете после. Па ја како што ми кажа Врапче, у Баба Цану ќе биде. Или не? Баба Цана. Па немам вајде у млечен ресторан негде. На бурек. Закаснивме за бурекот. Мора да прашаме на работа. Имало ли некои несекојдневни ситуации овдека во Матично? Нешто да се случувало? Да избега некој, да кидне, да се скара. Бидермајер да га фрли пред време. Бегал ли некој до сега, или не? Па, не, овдека во ова поново време, како се направи, да се користи, бидејќи навистина и свечена и салата, тоа е свечен чин, апропо муабетов, и кумановци стварно сакав, дичив се да камо среќа да има повише венчај, сака од корону, па и тој нема, и свадбе нема, и кум не можеш да кадисаш, и девојку не можеш озбилно да најдеш. Не можеш ни да цунеш. Сви да цунеш, па и како се честито оддалеко, на slow motion, на војде, на плейбек. О, не можеш ни сваќа да цунеш. Има ли целивање на плейбек? Ни сваќу да го цунеш. Не, а целивање руки и тоа е забрањено. Не, тој треба на прочку посебно. Како добар домаќин, овој за тебе дома и за емисија ќе оставимо. Октет Куманово промовираше минатата година, значи 37 години постоење, монографија на Октет Куманово, каде што до далечната 83 година ја почнав мојата музичка кариера, за да година дена подоцна почнав и како солист. Значи, ние пак ќе се видиме за јубилеј. Па да, ова е монографија, сега имаме едно ново издание со Кумановци за Кумановото, а после чекај да не ми е при руку да видам. Ајде. Еде колку сам организиран. Стварно не сум се толку спремаја за овој. Профи. Ова е најново издание, која промоција ќе биде на 21 април и да го имате и да дојдете на промоцију на ова издание Кумановци за Куманово. Видите. Десна рака, лев джеб. Кумановци за Куманово. 9 композиции отпеани од мои сограѓани. Браво. Пејачи: Маргит Сантевска, Мартињан Кириловски, Мартија, Станојковиќ, Ивона Јовановиќ, Марио Арангеловски и многу други колеги мои пејачи, композитори, околу 40 на души што учествуваат во проектот за снимање на 9 песни за од Кумановски крај. Еве го CD-то. Браво. 21 пред Великден ќе го промовираме баш на ова место. Ќе дојде. И кануве с песмата, не каниме, каниме. Супер. Сега одиме, бидејќи ни си сушија и рацете и грлата, ќе одиме да се подмачкаме. Ако дојду у форму. Ceste,
Куманово е занаетчиско јадро кое пулсирало низ домот на занаетчиите, нивниот Нотердам. Ова мало царство на чевлите од секогаш имало традиција која ја чува и штити Свети Спиридон. Една успешна приказна за мајсторијата на кожната обработка и процесот до најудобни чевли е кумановскиот бренд со најсоодветно име заради шармот кој го добивате како додадена вредност. Дон Жуан де Марко едноставно освојува. Затоа што насмевката доаѓа од стапалата. Денеска сме во Куманово, кој што е град на чевларите, град на гигантот Чика. Еден од наследниците на Чик Куманово е Демарко. И денешен наш гостин е Лидија Милановска, која што е директор на Демарко од Куманово. Добар ден. Добар ден, добре дојдовте во Куманово. Како е да се работи во една ваква голема компанија во време на короната? Во време на коронава ни е тест на издржливост. Значи, ние имавме проблеми, имавме кризи со светската економска криза, меѓутоа оваа криза што сега не најде во изминатава цела година е еден тест колку ние, прво да кажам, жени, бидејќи в нашата индустрија 98% со жени, колку ние може да издржиме, да си ги задржиме добавувачите, да си ги задржиме клиентите и да продолжиме да работиме. Од каде името Демарко? Демарко е, бидејќи центар или мајка на модата и на чевлите е Италија, бар јас така ја сметам. Марко италијанско име и така еден Демарко како возвишено за чевлите, за името и за модата. Дон Жуан де Марко ни е еден заштитен знак, кој што ние го користиме како почнеме со домашно производство за нешто убаво модерно. По што се разликува Демарко од останатите брендови на македонскиот пазар? Кога го створиме брендот Демарко, нашето домашно производство, нашата замисла беше да бидеме различни од другите по храброст на модели и на бои. Значи, сакаме да направиме, ако се машката колекција во црвена, зелена боја, така некои впечатливи, да не биде монотоно она што е стандардното. Затоа и се разликуваме од другите. Исто така и женските, да бидат специфични модели, да бидат специфични бои, не секојдневни, мали количини, за да не биде секоја втора во ист модел или во иста боја. И кои бои ќе бидат и оваа сезона? Сега доаѓа лето, секако бела, тука е тиркизната боја, тука е златно-белата во комбинација, али белата сепак во комбинација со светли бои. Колку време е потребно, ги пролистав на интернет, ги погледна вашите модели, морам да признам дека се многу убави. Благодарам. Колку време е потребно да се развие еден модел? Зависно од инспирацијата, зависно од идејата, значи од 1 до 2 дена, па дури некои по 10 дена. Бидејќи кога почнувам да цртам и кога почнувам да креирам, ми доаѓаат нови идеи. Ова ќе го изоставам, ова ќе го додадам, ова ќе го изоставам, ова ќе го додадам. Бидејќи ние за како идеи го користиме интернет, светските модни брендови, меѓутоа на нашите калапи, на да кажам XU стандардот, бидејќи нашето поднебје не одговара со италијанското поднебје. Нас ни требаат пошироки во прстниот дел калапи, должината не ни е иста како италијанските, имаме жени, имаме девојки со поширока нога, мора да си го дозволиме и да им бидат удобни. Не само да бидат модерни. Модата е едно, меѓутоа чевлата мора да биде удобна, за да може да ја носи дури по цел ден. Значи, ние имаме модел кој што доаѓа пред кризата за свадби, свекрвите, снаите, тие што се по цел ден на нога си земаа салонка, само различна боја, таа салонка, затоа што им е преудобна. Можат по цел ден да бидат во неа. Затоа има разлика од 36 кога ќе има еден обувка. Има разлика. Кажете ми, каде се можат да ги видат вашите обувки? Ние имаме салон за обувки во Куманово, во трговскиот центар Сума, меѓутоа интернет страна, Facebook, Instagram, веб страната наша се е активна. Нарочито сега со корона кризата повеќе внимание свртевме на интернет продажба.
Кои се вашите планови за во иднина? Каде се гледате за 10 години? Вие сега славите 15 годишнина, Точно, но сега оваа каде се година. гледате во наредните 15 години? Јас кога работам, уште од почетоците на моја работа, секогаш имав цел. Ке се приближам до таа цел, ке си го продолжам. Значи, ако нема, без разлика кој бизнисмен, ако нема цел во животот, не може да стигне. Мојата следна точка, бидејќи сега со домашно производство ги внесува моите деца во оваа работа, мојата желба е тие да тука да работат, а да се шетаат во светот, не да живеат во светот. Тие да се преориентираат на домашното производство, а јас сакам да им направам уште една прекрасна фабрика која што ќе им биде така со прекрасни услови за работа и која што ќе им биде една прекрасна средина за работа, за да може да си го тие да го продолжат овој бренд да расне и да се расте. Вие сте еден од наследниците на Чик Куманова. Која произведува сега таа легендарна Чик папуча? Сега Погодна легендарната за сите услови, и за тепање, и за трчање, и За се. за сите работи. легендарната Чик папуча за жал сега не се произведува. Меѓутоа Чик кога беше навистина гигант, тука работеа голем број на луѓе. Мислам дека во самиот комплекс тука работеа преку 2000 луѓе. Имаше уште еден во погон во село Драгоманце, таму работеа околу 1000 луѓе. Сите задоволни, сите среќни, во тој период беше прекрасен. Имаше уште еден прекрасен период после стечајот. Нашата фабрика е купена од италијанците. Голема благодарност до тие луѓе, бидејќи тие исто така ни дадоа еден поттик. Ние како мали со желба за работа, со ентузијазам да влеземе во приватен сектор, дел од тој комплекс и од заедно како партнери со тие фирми во холдинг, значи ние бевме дел од холдингот Реджија, за да продолжиме по патот на италијанската мода и на развивање на овој комплекс. И тогаш имаше многу вработени. Преку 1000 вработени млади луѓе беа тука. Значи од оној стечај кој што стана многу без работа, сите беа вратени тука и многу млади луѓе. Меѓутоа светската економска криза направи што си направи, многу деловни партнери кои што беа на Реджија замина во поевтините држави, заминаа во држави кои што им дадоа подобри услови за работа. Ние некако тука со државните власти не можеме да изнајдеме начин како странските инвеститори да ги доведеме и да ги задржиме во Македонија. Веќе добро се познаваме. Најдобар мирис, вкус и нова фантастична наградна игра на Елит Кафе. 60 велосипеди, 10 фрижидери, по 30 телевизори, микробранови, правосмукалки и многу други награди. Провери дали твојата кесичка е добитна и на здравје кафе со Елит Кафе. Милениумска традиција. Скопско виногорје. Докуде дојдемо?
Јас сум на 100 метра додека роден, куде суд што е сега, кафана Јововиќа до општину, далеку 54 годину. Тоа е некој време, било друго време, још имало серенаде, живело се поспоро, немало толку завидлак, немало толку љубомора, луѓе се поише сакале или имале поише време. Такој да, еве улазам овој познат, тој пишува Баба Цана, ама не е само Баба Цана, има и други ресторани, да. Ноќен живот бија, значи исто, и таксу постоеле кафане, имало познати кафане у Куманово, имало исто музика. Тоа е после ратно што го викамо на кое поише се сеќам ја. Овдека исто тај кафански живот е бија, ми се чини и по-динамичен. Сега е све во тој више у друго нешто премиксано. Поише су кафичи, забаве, дискотеке. Покушае Баба Цана, шејки, друштво да направи тај имидж, да се осети тај мирис на Куманово, тој староградска приказка, да има тамбураши, и овдека сме свириле и надвор, правиле смо... Летно време е фантазија. Да, кајде, значи на Увце, што сака кафана, сака била една скадарлија, што би се кажало, и има још малко шмек на тој, ама некако свето е некако лагано умира, не е само заради корону. Луѓе су понамќори, поне се радуев на туѓи успех, и тако е да не знам како е натаму ќе терамо. Мора више оптимизам, да се врати осмех или насмевка, да се веруе у луѓе, да се веруе у ново јутре, да има зашто да се живи, нели, иначе овакој не ќе биде добро. Ние сме барем позитивни. Ние сме позитивни скроз. Стефанија исто е позитивна. Јас сум најпозитивна. Да, улегна у кадар несвесно. Да, така. И ако треба да улегнемо, да не утепа киша, да не се раскиснемо. Ајде да видиме. Ова е вика порта на Македонија, да не кажам Капија. Добар ден. И идеме. Нино, што е ова чудо овдека? Што е чудо, сега ќе видите, шејк, дај да видимо кои луѓе убави дошле. Ова е господин газда, собственик на Добар ден, добро ве најдовме. Димитриевски шејк. Супер. Еден пут шејк, за увек шејк. Шеф Сале главен е одговорен, така? Е моја кафана. Нешто спремија, не знам се ќе Па кажа. не знам, вие сте ми домакини овдека. Слушај, осим модри патиџан, све друго игра. Izglodja me kako kosku, taj ženina familija, taj ženina familija. Mnogo teško da si zet, još pološ od doma zet. Сега ја по протокол по Кумановски, значи како добар домаќин, да ти на здраво, добродошли во овој убав град, Слободарски, Куманово во срце, и да си жив и здрав и ти и твоја екипа, и па да ни дојдете во овој убав Значи амбиент. ова вака што го гледам, Скадарлија Кумановска. него бутчево како да го собереме. Буче, ќе се договориме на делови. На На здравје. Добре дојдете, на здравје. Еј, што ми се пие, бабо, тој рујно вино, што га точило, бабо, твоје девојче. Еј, што ми се пие, бабо, тој рујно вино, што га точило, бабо, твоје девојче. Ем га точило, ем се смејало, ту isпроти мене, бабо, песме појало. Ем га точило, ем се смејало, ту isпроти мене, бабо, песме појало. Па, И вино пило црвено. Tu isproti mene, babo, pesme pojalo.
Što bi gi mrsel babo, ja rusi kose. Što gi češljalo babo, tvoje devojče. Ej, što bi gi mrsel babo, ja rusi kose. Što